виновна! Ти не си виновна! Ти не си виновна! Ти не си виновна! Вака изгледаше протестот организиран од платформата за родова еднаквост како израз на незадоволство од брзината и начинот на кој надлежните се справуваат со повторениот скандал Јавна соба. Јавна соба е кривично дело. Учесниците во протестот побараа да се најде системски одговор на појавите како што е Јавна соба, група на социјалните мрежи во која се споделуваат фотографии и лични податоци од девојки, често и малолетни. Одбивам да прифатам дека треба да бидеме задоволни со овие трошки кои ни ги фрлаат и да се помирам со овие мизерни изговори за институции. Одбивам да се срамам што постојам. Ова мора да заврши. И под ова, не мислам на бришање на една група или приведување на четворица предатори. Под ова, подразбирам на овој систем на насилство кој активно ги репресира тие што може, мислам на цивкото одобрување на сексуалната агресија, потикнување на мизогинија преку игнорантност и непостапување. Се ова мора да заврши, бидејќи буквално ни е смачено и не планираме да замолчиме додека секоја една од нас не е слободна. Меѓу учесниците на протестот беше и Јана, девојката која јавно и без криење проговори за случувањата во Јавна соба каде беа искористени нејзини фотографии и лични податоци. Нека ова биде почеток на големи промени кои што ќе се случат во ова општество. Нека се донесе закон, но и тој закон да се применува. Нека се едуцираат институциите. Нека се едуцира секој човек како треба да се однесува за да може да имаме поубаво и посреќно општество и за нас, но и за идните генерации кои што доаѓаат. Министерството за правда најави измени во кривичниот законник со кои треба да се воведат две нови дела: демнење и сексуално вознемирување, со кои кривично ќе се гонат оние кои се администратори на ваквите групи на социјалните мрежи и оние кои споделуваат фотографии и податоци на други лица. Во изминатите денови беа приведени четворица членови на Јавна соба, а нивните телефони беа дадени на вештачење. Скандалот Јавна соба првпат беше обелоденет во јануари минатата година. Случајот дојде до предистрага, фаза во која се уште се наоѓа. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.